Мои почитувани пријатели, еве работиме уште на едно видео, ќе го закачиме на мој YouTube канал. Зашо се работи? Борење пред Европскиот младински шампионат во слободен стил во Хвар. 6-то место успех. Тренерот Рангелов верува дека младите борачи ќе успеат да го одбранат 6-то место во екипна конкуренција што го освоија пред 2 години во на првиот шампионат во Шведска. Хвар, 6 јули. Утре во 9 часот ќе започне вториот европски шампионат во слободен стил за јуниори на кој учествуваат Германија, Демократска Германија, Сојузна Германија, Аустрија, Белгија, Бугарија, Канада, Данска, Шпанија, Финска, Франција, Велика Британија, Холандија, Унгарија, Ирска, Италија, Луксембург, Норвешка, Полска, Португалија, Романија, Сан Марино, Шведска, Швајцарија, Русија и Југославија. Ова големо надпреварување, ова големо интересирање на Европските младински шампионат е поради тоа што се одржува непосредно пред Олимпијадата. Има земји кои имаат кандидати, младинци кандидати за Олимписките игри. Нашата репрезентација стартува утре со почеток од 9 часот во следниот состав. 48 килограма Живко Николовски Спартак, 52 Любчо Лазаревски Вардар, 54 Дарле Христо Вардар, 60 Ризао Фердич Скопје, 68 Јордановски од Вардар, 70 Санде Коцев од Балканет, 75 Стоилов Спартак и 87 Дамјанов. Нашите борачи добро се чувствуваат и се подготвени за борба. Во разговор со тренерот Бојан Рангелов, тој ни изјави: ги дадовме сите сили за да ги подготвиме добро нашите младинци. Тешко е да прогнозирам за пласман, бидејќи од она што го видовме на надпреварите во грчко-римски стил, борачите на Русија, Романија, Германија, Бугарија покажуваат многу и верувам дека и во слободен стил се исто така подготвени за освојување на титулите. Ние не влегуваме во борба без шанси. Сметам дека на овој шампионат добро ќе не репрезентатираат Ризаов, Дарлев, Јордановски. Истото се однесува и за Санде Коцев, Методи Стоилов, доколку тие ги исполнат нивните надежи, ќе го освоиме барем 6-то место во Европа, како и на првиот младински шампионат пред 2 години во Шведска, заврши Рангелов. Вечерва завршуваат надпреварите во грчко-римски стил. На нашите младинци во грчко-римски стил вложија многу напори, меѓутоа не ја остварија желбата што ја имаа пред шампионатот, ќе напише секретарот на Борачката федерација на Македонија, професионален новинар Павле Дамјанов. Тука само сакам да нафрлам, ќе најдам и ќе ве информирам на ова европско првенство во Хвар. Ристо Дарлев во една многу силна конкуренција го освои 3-то место во Европа и тоа е голем успех за нас. Значи, Павле Филков на првото освојува сребро, Дарлев на второто во Хвар освојува бронза. Другите борачи покажаат добри борби, само
Еве тука ќе нафрлам само, ама нема да го пренесам воа. Вика добар старт на југословените. Најпријатно изненадување Николов кој го победи Парик Германија. Несреќен пораз на Санде Коцев. Ево воа ќе еве екипата. Тука не е Дарлев, негде е скриен или таму е негде, можда е се бања. Еве екипата. Еве. Тоа е. Хвар, од Хвар е истото. Еве тука има кој што е направил првите борби, ама тоа ќе го направам у посебно видео. Овоа нека биде само од второто европско јуниорско првенство во борење во Југославија, Хвар, на 6 јули 71 или 72 година беше. Еве, тоа е тоа што го пишуваме. Ќе го објаваме и него, нека стои тамо, и тоа е големо достигање на борењето у тоа време, 70-те години. Еве. Значи, тргнале сме, се вика добар старт на југословените, а тука пишува дека тренерот Бојан Рангелов се плаши, дека многу е силна конкуренцијата. Овие што ги наброи другите земји што са вика како беше тука вон конкуренција Данска, Шпанија, Франција, тие сите се бореа и сите улеваа у пласман на европско првенство. Ама тоа е тоа, сега ќе видиме како ќе биде натака.